Контроверзно прашање во тековниот штрајк меѓу холивудските студија и еснафите на писателите и телевизиските актери е вештачката интелигенција, чија употреба експоненцијално порасна во филмската продукција изминатава деценија. Somebody could take that ownership of yourself away from you. Or else you don't get paid for the day. Now AI can actually do art. Преговарајќи за телевизиски и филмски студија, Алијансата на филмски и телевизиски продуценти вели дека има согласност за праведна компензација кога ќе се прави дигитална реплика од изведувачот. Но Сдруженијето на телевизиски актери вели дека Алијансата на филмски и телевизиски продуценти им нуди на изведувачите во позадина исплата за еден ден работа во замена за правата на нивната дигитална сличност, што може потоа да се користи неограничено и без надомест, и дека за такво нешто не дало согласност. На неодамнешната конвенција на Комик Кон во Сан Диего вештачката интелигенција беше главна тема на дискусија. Тим Фридлендер, председателот на Националната асоциација на гласовни актери, рече дека, бидејќи вештачката интелигенција лесно може да реплицира човечки гласови, незините членови биле погодени порано од другите индустрии. Еден актер открил дека неговиот глас бил земен и користен во промо што никогаш не го направил, а друг работел во компанија 3 години, а четвртата година компанијата не го вработила затоа што рекла дека го имаат неговиот глас од изминатите 3 години и тие само ќе го користат со вештачка интелигенција. Американската гласовна актерка Сиси Джонс вели дека најстрашното сценарио за неа е незиниот глас да биде дигитализиран и програмиран да кажува работи со кои таа не се согласува. Може да биде запалива содржина, без разлика дали е расистичка, хомофобна, небезбедна за работа, порнографска, работи што никогаш не би ја кажала. Данкан Краптри Арленд, национален извршен директор на Сдруженијето на телевизиски актери, кој води штрајк и преговара со Алијансата на филмски и телевизиски продуценти, има загриженост дека актерите несвесно би можеле да дадат согласност на студијата да ги користат нивните слики или гласови. Идејата дека можете да ја закопате реченицата во тој комплексен договор кој вели ви давам права да ја користите мојата дигитална реплика вечно низ универзумот во која било технологија за која било цел не е добра, особено кога создаваат нешто ново користејќи го идентитетот на таа личност. Преговарачот и актер од Сдруженијето на телевизиски актери Зик Алтон вели дека треба да има закони кои ќе обезбедат дека изведувачите даваат експлицитна согласност и да бидат обештетени. Она што би го барал законот, секоја содржина што произлегува од машина за вештачка интелигенција, која не е човечка личност, е да биде означена како таква. Тоа се првите чекори, така што кога гледаме рекламирање или гледаме уметност, да сватиме дека ова е машина што го прави тоа или дека тоа е вистинска човечка уметност. Кога Сдруженијето на телевизиски актери стапи во штрајк во јули, им се придружи на членовите на Сдруженијето на писатели на Америка, чиј договор истече во мај, замрзнувајќи го производството на емисии по сценарио и осигурувајќи дека љубителите на телевизиски програми и филмови ќе мора да се свртат кон репризи додека ова не се среди.